Здрава, другарчиња! Јас сум Анета Штербинска, воспитувач од детската градинка 13 ноември, матичен објект Скопје. Денес ќе се дружиме заедно и ќе споделиме интересни мигови заедно. Би сакала да ве прашам, дали знаете кое годишно време ни е сега? Така е, сега ни е годишното време пролет. А како знаеме дека ни пристигна пролета? Секако, во пролет се буди целата природа. Се будат растенијата, животните од зимски сон, дува топлиот пролетен ветер развигорец, сонцето нежно со своите зраци ги гали растенијата, инсектите, животните и ги буди од долгиот зимски сон. Разеленува тревата, никнуваат пролетните цвеќиња, лале, зумбул, нарцис. Птиците преселници, штркот, ластовичките се вратија од југ и повторно се во своите гнезда. Во пролет времето е убаво и топло. Затоа често одиме на прошетки во природа. За една таква прошетка во природа и еден интересен настан на малите вредни пчелки, денес ќе прочитаме еден прекрасен текст. Пред да започнеме, да се подготвиме. Да се исправиме, очињата гледаат, ушите слушаат и почнуваме. Пролетен излет. Зимата си замина. Снегот се стопи уште одамна. Насекаде дуваше топлиот пролетен ветер развигорец. Сонцето грееше се потопло. Се појавија првите цвеќиња. Долетаа и птиците од југ. Дојде пролетта. Големиот пчелин град се разбуди од зимски сон. Се отворија сите прозорци и врати. Пчелите одлетаа да собираат сладок сок и прашец. А своите малечки ги оставија во пчелината градинка. Пчелината градинка беше сместена во најубавата кошница која пчелите ја нарекуваат цвет. Во неа се малите пчелки, се додека нивните родители се на работа, тоест додека собираат полен од цвеќињата за да направат вкусен и здрав мед за дечињата. Денес учителката медарка ги подготви малите пчелки за излет во природа. Откако се облекоа, исчешлаа, излетаа по неа на ливадата за да бараат цветови. И гледај, ливадата цветница веќе е полна со прекрасни цветови во разни бои. Полни со радост, малите пчелки се разлетаа по цветовите. Најдов качунка, рече една пчелка. А јас најдов темјанушка. Гледајте колку е убава и миризлива, рече друга пчелка. Ние најдовме лале. Погледнете колку е убаво лалето, рекоа неколку пчелки. Учителката медарка едвам ги собра пчелките околу себе. Малечки, ајде да седнеме на цветовите. Откако ги обтегнавте крилцата, сега ќе се одмориме и ќе разговараме за пролета. Ајде да ми кажете, како знаете дека дошла пролета? Долетаа ластовичките, извика најмалата пчелка. Цвеќињата, дрвета расцветаа, рече друга пчелка. Шумските животни се разбудија од зимски сон, извикаа неколку пчелки заедно. Така е, пчелички мои вредни. Пошто уште знаеме дека е пролет? Праша учителката. И ние сме знак дека дошла пролета,
извикаа сите пчелки во еден глас. Одлично, пчелички мои! Сега кажете ми, дали се изморивте? Сакате ли да се вратиме во нашата градинка да ручаме? Сакаме, сакаме, се сложија сите, направија воз, па летнаа кон градинката. Медената каша беше вкусна и многу пчелки побараа уште каша. По ручекот веднаш заспаа за да се одморат, зашто беа изморени од првото пролетно летање, но исто така беа и многу задоволни. Деца, дали ви се допадна текстот што го прочитавме? Мене многу. Колку убаво беше опишана пролета и целата природа. Ние знаеме дека во пролет се буди природата и инсектите исто така. Инсекти кои што ние си ги познаваме се пчелката, мравката, бумбарот, бубамарата, пеперутката, скакулецот и ред други. Инсектите што ги познаваме, некои од нив летаат, некои лазат, скокаат и слично. Во овој текст што пред малку го прочитавме, беа споменати едни многу вредни и умни инсекти, а тоа се секако пчелките. Тие неуморно летаат од цвет на цвет, собираат полен и потоа прават вкусен и здрав мед. Сега, дечиња, ќе ви предложам некои активности што би можеле да ги правите дома со своите родители. Ќе си земеме картонски подлоги пред нас и на нив со пластелин ќе моделираме разни облици и форми на цвеќиња и пчелки. Потоа можеме да боиме во контура пчелка со дрвени или восочни боици по ваш избор. Но секако, важно е да внимаваме да не излегуваме од граничната линија на контурата додека боиме. За крај, вие препорачувам песната Пчелка од детскиот фестивал Златно славече, чии автори се Александар Митевски и Васил Кумовски. Ви посакувам убав и весел ден. До видување, до следното видување.